Армијата се зголеми за уште 125 професионални војници. 48 се ангажирани во специјалната единица. Денеска во касарната Илинден во Скопје се одржа свечен прием на новите војници. Ги поздрави министерот за одбрана Зоран Јолевски. Упорно и посветено градим армија која ќе биде подготвена на национално ниво, но истовремено да ги извршува врските кои произлегуваат од стратегиската цел на Република Македонија, а тоа е полноправна интеграција во НАТО и Европската Унија. Војниците поминаа низ селективни тестови пред да склучат работен договор со армијата. Министерот Јолевски најави и нов конкурс за прием на уште 90 професионални војници и 25 со завршено високо образование, лекари, инженери, психолози. И тие по 9-месечната обука ќе станат офицери во Арама. Во текот на годината, информира Јолевски, ќе бидат примени и питомците кои завршиле годинава на Воената академија. Подсети на отворениот втор конкурс за пилоти во школата за обука на пилоти за хеликоптери и нагласи дека во тек е селекцијата на пријавените кандидати кои треба да ја почнат обуката. Прашан како ќе се платат новопримените професионални војници, министерот уверува дека има доволно средства за плати за војската и редовна исплата. Сите војници ги имаат примено, сите дневници заклучено со април и почетокот на мај. Сакам да ви информирам дека начин на исплата на дневници иде на тековни сметки на војниците, се даваат налози и редовно се исплаќаат. Може да постои некој случај, двајца или тројца од технички причини да не добиле, нивните единици не ни доставиле список точен, да се спуштени двајца тројца. Иначе имаме доволно средства за плата на војската. Министерот нагласи дека поради зголемениот ангажман на границата е зголемена и дневницата што ја добиваат кога се на задача таму, а се реновираат и објекти на јужната граница.